Здраво и добро дојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за киселини бази дефинирани од страна на Бренштейн и Лори. Сега, во минатото видео видовме дека киселините и базите дефинирани од Арениус беа всушност дека киселина всушност големува концентрација на протони, односно водородни иони, додека базата зголемува концентрација на ОХ иони, така односно хидроксидни иони. Сега, ова важи за водни раствори, значи за супстанции кои се раствараат во вода. Сега, затоа теоријава за киселини и бази од страна на Бренштейн и Лори го подобра тој концепт и малце е видоизменета и може да се аплицира за супстанции кои не мора да секогаш да се раствараат во вода. Бренштейн бил дански хемичар, Лори бил англиски хемичар и отприлика истовремено направиле теоријата која била релативно слична, така што им се доделува на двајцата признанието како они да запишале, затоа се нарекува Бренштейн-Лориев концепт. Сега, како гласи нивната дефиниција за што е киселина, а што е база? Значи, дефиницијата гласи дека киселини се всушност супстанции, донори, кои даваат протони, а супстанциите кои примаат протони се бази. Односно, ако имаш некоја супстанца која при дадени услови испушта, односно донира протони, таа е киселина, додека ако имаш некоја субстанца, ќе направиме Y, која прима протони во дадена средина, тоа би било база. Сега, прво ќе разгледаме примери за ова, кои повторно ќе се одвиваат во водена средина, како во минатото видео со Арениус, но кога се разгледа концептот и ќе воведеме еден нов термин. Значи, ај првен да земеме хлороводородна киселина, така HCl, која што ќе реагира со вода, тоа ќе биде H2O, и тоа што ќе се добие е всушност, така земеме сега со виолетова боја, ќе се добие H3O+, и ќе се добие Cl-. Сега, ако видиме овдека што се случува, всушност овој протон се пренел на молекулата на вода, така што молекулата на вода станала H3O, додека хлорниот јон си останал и тој останува негативен. Така да го гледаме овдека. Сега, ова повторно би можеле да го напишеме во еден вид општ случај, каде што би било, например, H, некој водороден атом, без разлика каков е бројот, со остатокот од киселината, така, ставаме буквата А, бидејќи нема таков хемиски елемент, плюс база некоја, но во овој случај водата, се добива H3O плюс А минус. Значи, А може да биде кој било друг киселински остаток, така не мора да биде Cl, како што имавме во случајов. Сега, гледаме дека HCl, односно Ha во општ случај, е донор на протон. Затоа Ha ќе биде киселина. Додека во овој случај водата го прима протонот. Така, нели водата го примаше овој протон. Затоа во овој случај водата е база. Нели рековме во минатото видео дека водата може да се однесува и како база и како киселина, зависно од хемиска реакција, нели, која ќе се одвива. Значи водата во овој случај е база. И сега тоа што се добива на десната страна, додека H3O+ се нарекува конјугирана киселина, а анионскиот остаток се нарекува конјугирана база. Сега да видиме од кај потекнуваат овие. Всушност киселината станува со оддавање на својот протон на H2O, всушност станува анионски остаток, односно станува база и ја нарекуваме конјугирана база, бидејќи потекнува таа киселина. Додека базата, во овој случај вода, која го прима протонот, станува киселина или ја нарекуваме конјугирана киселина. И двете, значи дали базата со конјугираната киселина или пак киселината со конјугираната база, се нарекуваат конјугиран киселинско-базен пар. Значи без разлика дали го разгледуваме ова
Така, значи тоа е еден киселинско базен пар. Или пак, која боја да вземам, нека биде зелена, не, нека биде бела. Или пак ова исто е друг конјугиран киселинско базен пар. Добро, ајде сега да видиме некоја си база како реагира. И ќе земеме нека биде амонјак NH3 кој ќе реагира со молекула на вода. Нормално ова е веќе растворен во вода, aqueous solution. Ова си е течноста, самата вода. И тоа што ќе се добие ќе биде NH4 плюс OH минус. Веќе треба плюс да има. Сега, во овој случај, водата се однесува како киселина. Би ќе гледаме дека водата всушност го дала едниот од протоните, едниот водороден атом, го дала на амонјак и сега тој амонјак станува амониум катион. Значи водата се однесува како киселина. Значи амонјакот се однесува како база бидејќи го прима тој протон. Сега, амониум катионот што ќе биде? Ќе биде конјугирана што? Киселина или база? Тоа ќе биде конјугирана киселина, бидејќи потекнува од амонјак кој бил NH3, кој бил база. Додека OH анионот ќе биде конјугираната база, ја е тоа да го забележиме. Ево вака. И повторно и тука имаме, например, помеѓу базата и конјугираната киселина, имаме конјугиран киселинско базен пар, и помеѓу киселината и конјугираната база имаме конјугиран киселинско базен пар. Нели, ова вдека што го гледаме. Сега да спомнеме еден термин исто така. Значи гледаме дека има транспорт на протони, односно H+ иони, и хемиски реакции каде што имаме, односно самиот процес на транспорт на електрони се нарекува протолиза или протеолитички реакции. Значи, ај тоа ќе запишеме на страна. Значи протолиза или протолитички реакции, додека реактантите или кои учествуваат се наречени протолити. И повториме едно од минатото видео дека водата видовме во едниот случај се однесуваше како база, во другиот случај водата се однесуваше како киселина. Тоа е, значи водата се однесува и како база и како киселина, зависно од условите, и е наречена за тоа амфолит. Тоа го спомнав во минатото видео. Се спомнав дека овие спрема теоријата Бречнеги-Лори, спрема нивната дефиниција, не мора да се одвиваат во воден раствор. И сега ќе прикажеме една хемиска работа што ќе видиме како се носува киселината како базата, која не се во воден раствор, него се во бензен, ама добро, не е сега тоа битно, но само ќе запишеме како HCl реагира со NH3, така што тоа што ќе се добие е NH4Cl. И при тоа не се наоѓаат во воден раствор, него се наоѓаат во бензен, односно C6H6. Али тоа за органска хемија. Ајде, одека ќе го запишеме да нема збунка. И при тоа можеме да видиме дека донор на протони е HCl-от, каде што протонот иде кај NH3, така што NH3 е база, и ќе го прима протонот, додека HCl ќе биде киселина, го донира протонот и нормално после анионот Cl-, се што се прикачува на NH4+, така што се добија NH4Cl. Само што тука е скокнат еден чекор. Но гледаме дека не мора да биде во водна средина, така. Значи ова не е вода, ова е бензен. Сега, друг интересен факт е што кога имаме некоја си киселина, така имаме некоја си киселина, имаме одредена хемиска реакција и дава одредена конјугирана база, така и нели ова беше одреден конјугиран киселинско базен пар. Што е посилна киселината, така значи што е посилна киселината, толку е послаба базата која ќе се добие. Значи многу силни киселини даваат многу слаби конјугирани бази. Исто и важи обратно, така, ако имаме многу
силна база, ако имаме многу силна база, тоа ќе ни даде многу слаба киселина. Примери за ова се, например, ако имаме H2O, значи H2O е многу слаба киселина. Скоро зависи ли од условите, обично не мислиш дека водата е киселина. Значи H2O е многу слаба киселина, која ни дава многу силна база, OH-, конјугирана база, тоа нормално. Имаме некоја си силна киселина, како например H2SO4, сулфурна, што ни дава пак многу слаба конјугирана база, односно HSO4-. Значи, слаба киселина дава силна база, силна киселина дава слаба база. И тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе разгледаме киселините и базите во однос на теоријата од страна на Луис. Довидување.